الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
Poštovani braćo muslimani, hamdolazno prihvatite jedinstveno na Allah Đelešanu, gospodaru da site svetovi na dunjalog i ahire. Neke salavat i selam na njegove pejgamber Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, njegova časna familija, njegovi drugari ashabi i svi oni koji će ostati njegovi čar do sudnjeg dana. Ono što mu pročitavne Allah Đelešanu veli: o sinovi Ademovi, oblečete se ubavo, koga sakate namazom kako izvršite. Poštovani braćo muslimani, ovdje naša hudba će spomeneme nekoliko da napite kako treba da se odnesuvame po džamijom. Poštovani braćo muslimani, džamijide se na istakani mjesta koje uzvišenje Allah Đelešanu, zato to je naredba koga će vodime od džamija da ih sredeme najukrasenite ališta, videći će rastaneme pred gospodarom. Zdaleka Allahovi odradeni sallallahu alaihi wa sallam rekao: koji prisebno će zeme abdes, pa potova odi da izvrši zadožitelj namaz i opajta su uđeto ili vođe vlad od džamija, Allah Đelešanu će mu oprosti njegovi grehovi. Evo nekog pravi na odnesuvanje od džamija. Zabranjeno je za prisustvo na onaj čovjek što ima jadan luk ili krumir. Potrebno je čovjeku što jadan luk ili krumir da ne prisustva od džamija, videći i voznemirova drugi djevojče. I voznemirova drugi djevojče su neprijatan miris. Allahovi je prateni Muhammed sallallahu alaihi wa sallam rekao: koji će jadan od toga neprijatno mirisnije urostenije, neka ne se približava
лоши миризби, кои издевуваат од телото или облеката. Затоа муслиманите треба да се дотеруваат, да се грижат за себе, да не вознемируваат други луѓе. Другиот адаб е да се оди во џамија порано. Мухамед салаллаху алейхи ва селем и поттикнувал сите да побрзаат и поранат со одење во џамија. Се пренесува од Ебу Хурейра радијаллаху анху дека Мухамед салаллаху алейхи ва селем рекол да знаат луѓето што има за себе обовезаност и првиот саф и потоа не најдат друго нешто освен надпреварување ќе се надпреварува. И да знаат што има за себе во намазот на јација и саба ќе доаѓа дури во зечи. Другиот адаб е одење во џамија со понизност и смиреност. Пожелно е при одење во џамија да се придржуваме на смиреност и достоинство, бидејќи сето тоа ќе биде причина да се има поголема концентрација во намазот. Во еден хадис кој го пренесува Ебу Катаде радијаллаху анху, пратеникот Мухамед салаллаху алейхи ва селем вели: кога ќе одете во џамија поради обавување намаз, бидете стабилни и не бързајте. Она што ќе го стигнете од намазот, клањајте го со имамот, а тоа што ќе го пропуштите, клањајте го сами. Другиот адаб е кога ќе влегуваме во џамија, да влегуваме со десна судова и да излегуваме со дова. Во еден хадис Мухамед салаллаху алейхи ва селем рекол: кога некој од вас ќе влезе во џамија, нека рече: Аллахуме фтах ли абваба рахметик, а кога ќе излезе нека рече: Аллахуме инни ас'алука мин фадлик. Другиот адаб е пожелно е да се влегува во џамија со десна нога и да се излегува со лева нога. Во еден хадис кој го пренесува Аиша радијаллаху анха вели: Аллаховиот пратеник салаллаху алейхи ва селем му се допаѓаше десната страна во облекување чевли, чешање, чистење и во сите работи. А во друг хадис Енес радијаллаху анху вели: од суннет е кога ќе влеземе во џамија да почнеме со десна нога, а кога ќе излеземе да почнеме со лева нога. Другиот адаб е клањањето на техијатул масџид. Тоа значи да се клања два рекјата намаз како поздрав за џамијата, но не е обврска или ваџиб, туку е сунет. Мухамед салаллаху алейхи ва селем рекол: кога некој од вас ќе влезе во џамија, нека клања два рекјати пред да седне. Другиот адаб е непожелност е за излегување од џамија после учење на езан. Друг адаб е дозволено да се јаде и пие во џамија. Нема пречка во јадење и пиење во џамија, поради тоа што истото го правел Мухамед салаллаху алейхи ва селем. Асмаот Абдуллах ибн ал-Харис радијаллаху анху вели: во времето на Аллаховиот пратеник салаллаху алейхи ва селем во џамија јадевме леб и месо. При тоа треба да се внимава да не се валка џамијата. За крај, Аллах Джелешануху да ни даде разбирање за сите овие работи, да ни даде сила и свесност за извршување на Аллаховите наредби по суннет на Мухамед салаллаху алейхи ва селем и да не награди со највисокиот степен во џеннетот. فلا نحسن الكلام وافضل النداء كلام الله من العزيز العلام كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام: واذا قيل القران فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الدين عند الله الاسلام. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد الكامل، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، تعظيما لنبيه وتكريما لفخامة شان شرف صفيه. فقال عز وجل من قائل مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد
والدين. عباد الله اتقوا الله واطيعوه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء